Победа во последен момент се засили со Филип Димовски и Јасин Казимовски за пролетниот дел, каде и прилепчени ќе водат борба за опстанок во втората лига. Експлозивно спортска мрежа дознава, нови засилувања во Беласица ќе бидат младиот и талентиран 19 годишен Живко Крстев и искусниот Бојан Најденов. Беласица во текот на утрешниот ден ќе ги промовира новите засилувања. Градскиот стадион во Македонска Каменица е суспендиран на 2 надпревари. Каменица Саса како домаќин против Кожовки игра на стадионот Кукош во Турново. Арсиме се засили со искусниот Бован Ѓоргиев, целта на тимот е влез во првата лига. Клубот се засили со Шабан Мемети, Албан Зибери, Албан Шабани, Џезер Авдули. Младиот Дамјан Антевски од второлигашот Кожув се пресели во редовите на Аеродром, екипа која настапува во трета лига, Север. Детонит Плочковица се засили со Марија Костов, се работи за млад напаѓач кој доаѓа од редовите на прволигашот Бреера Струмица. Вечерва гостивар со 62-72 славеше над ТФ Скопје во кошаркарскиот куп на Македонија. Пелистер го доби Чајре со 76-72, а пак Куманово немаше сили за Кожув и загуби со 69-81. Во овие моменти се игра дербито меѓу МЗТ Скопје и Работнички. Дејан Георгиевски го освои сребрениот медал на силниот меѓународен таеквондо турнир Турција Open G2, кој се одржуваше во Анталија, турнир која собира најголемата таеквондна елита од целиот свет, а овој турнир е еден од најголемите и најсилните. Гледавте една минута спортски вести на спортска мрежа.